Добар ден, јас сум Ленче Јаневска и на овој част ќе ве запознам со содржината за растителни клетки, каде што вие ќе научите да ги именувате поважните составни делови на растителната клетка и ќе ја научите градбата на растителната клетка, како и функцијата на секој нејзин градбен дел. Како што во градежништвото на мајсторите, за да изградат една ваква куќа, потребни им се градбени делови. Најмал градбен дел за да изградат една ваква куќа е циглата, така и кај животните и кај човекот најмалиот градбен дел е животинската клетка, додека кај растенијата најмалиот градбен дел кој што учествува во градба на растителниот организам е растителната клетка. Ајде првен да се потсетиме да видиме што представуваше клетката. Таа е основна структурна единица од која што се изградени сите живи организми, па така и растенијата се изградени од растителна клетка која што представува најмала жива единица во која што се одвиваат животните процеси. Група од клетки сочинуваат ткиво, а повеќе ткива заедно кои што вршат одредена функција даваат орган, а сите органи заедно кај растенијата го сочинуваат растителниот организам. Ајде сега да ја видиме големината на растителните клетки. Таа може да биде помала од 1 мм, значи тоа се мали клетки и можат да се видат единствено со микроскоп, но тука важно е да напоменеме дека растителните клетки се нешто поголеми во однос на животинските клетки кога се гледаат под микроскоп. Овде имате една слика од растителни клетки под микроскоп, но кога сме кај големината исто тука треба да напоменеме дека клетките кај плодовите на растенијата може да се гледаат со голо око, значи овде како што можете да видите кај малината, лимонот, калинка, лубеница, домат, портокал, значи еве ги клетките се видливи и со голо око, како и растителните клетки кои што се во вид на растителни влакна кај памукот, конопот и ленот. Во однос на формата на клетките, на растителните клетки, таа може да биде различна и во однос каква е самата форма имаме многоаголни растителни клетки, издолжени, цевчести и топчести клетки. Ајде сега да ја видиме градбата на растителната клетка. Значи таа е изградена од клеточна мембрана, клеточен ѕид и внатрешноста на растителната клетка е исполнета со цитоплазма и во цитоплазмата се органелите. Органелите представуваат мали ситни делови кои што се наоѓаат во внатрешноста на растителната клетка, односно се потопени во цитоплазмата и од неа се издвоени со посебни мембрани и органелите се наречени уште мали органи, бидејќи секоја органела врши своја специфична функција. Кај растителната клетка ќе ги разгледаме следниве органели, и тоа јадро, Голџи систем, ендоплазматичен ретикулум или ендоплазматична мрежичка, митохондрии. Сега тука да напоменеме дека овие органели исто така се градбени делови и на животинската клетка, додека хлоропластите и вакуолите се органели својствени и карактеристични само за растителната клетка. Ајде сега да погледнеме едно видео за градба на растителната клетка. Еве го, значи, јадрото, кој што представува контролен центар на самата растителна клетка, бидејќи во него е генетскиот материјал на самата растителна клетка. Потоа во градбата учествува и клеточната мембрана, која што ја обвиткува самата клетка. Таа е тенка и еластична. Внатрешноста потоа на растителната клетка е исполнета со цитоплазма. Значи тоа е внатрешниот дел на клетката. Тука се хлоропластите, тоа се органели кои што
се својствени само за растителната клетка, значи ги има само кај растенијата. Други градбени делови се митохондриите. Тие се важни за самата клетка, бидејќи во нив се создава енергија. И сега, ајде да ги именуваме сите составни делови, градбени делови на растителната клетка. Голги системот, значи, ендоплазматичен ретикулум, вакуолата, клеточен зид, клеточна мембрана, хлоропласт, јадро, митохондрии и рековме внатрешноста е цитоплазмата. Ајде сега поотделно да ги разгледаме сите градбени составни делови на растителната клетка и да ја видиме нивната поединечна улога. Првен ќе разгледаме клеточната мембрана и незината функција. Кажавме дека таа ја обвиткува самата растителна клетка, тенка е и еластична, а значена е затоа што таа има заштитна и транспортна улога. Зошто заштитна? Затоа што ги заштитува сите внатрешни делови на самата клетка, а транспортна затоа што таа е селективна и полупропустлива и таа одлучува, односно контролира што ќе се транспортира, односно што ќе влезе во внатрешноста на клетката и што ќе излезе од самата клетка. Цитоплазмата, рековме, е внатрешниот дел од самата растителна клетка. Таа представува густа желатинозна прозирна маса, значи таа е во вид на гел, во која што се одвиваат сите хемиски процеси во клетката, а по состав во најголем процент е составена од вода и од растворени материи. Важно е уште да напоменеме дека во цитоплазмата се потопени органелите на клетката. Јадрото представува контролен центар на растителната клетка. И зошто контролен? Затоа што тој ја контролира активноста на самата клетка со генетскиот материјал, со наследниот материјал кој што е содржан во хромозомите. Во јадрото има јадренце и јадрото е обвиткано со јадрена мембрана на која што исто така има отвори или пори. И сега исто како и кај животинската клетка, ги имаме тука и органелите Голги систем и ендоплазматичен ретикулум. На ендоплазматичниот ретикулум може да има распоредено едни телца кои што се нарекуваат рибозоми. Ајде сега да видиме за клеточниот зид и за скровните зрна. Значи, тоа се градбени делови од растителната клетка, кои што се својствени, карактеристични само за растителната клетка. Значи, клеточниот зид, еве го, ја обвиткува од надвор самата растителна клетка, значи е околу клеточната мембрана. Тоа е важен затоа што ја одржува формата на самата клетка, а со тоа ја дава и незината големина. Исто така има заштитна функција како и клеточната мембрана, а по состав тој е изграден од еден сложен шеќер кој што се нарекува целулоза, а на него, на самиот, значи, клеточен зид има исто така отвори или пори низ кои што се врши размена на материите на клетката. Скровните зрна, тие се распоредени и расфрлани во цитоплазмата. Тие се безбојни, ситни телца. Важни се затоа што во нив се врши складирање на резервна храна, на скроб. Значи, скробот представува еден вид шеќер, кој што при недостиг на храна се користи како дополнителен извор на храна за растење и развиток на самите растенија. Митохондриите се органели
кои што ги запознавте и при градбата на животинската клетка. Значи, тие се исто така потопени во цитоплазмата. Тие се многу важни затоа што во нив се одвива тоа клеточно дишење, при што се ослободува енергија, која што енергија после тоа е многу важна за активноста на самата растителна клетка. Па поради оваа активност, митохондриите уште се наречени како електрични централи или мали термоцентрали на клетката. Хлоропластите. Тоа се органели кои што се исто така карактеристични и својствени само за растителната клетка. Тие се значајни и пред се ги има во тие растителни клетки кои што се изложени на сончева светлина. Ги нема во растителните клетки на коренот од растението, затоа што знаете дека коренот се наоѓа во почвата и таму нема достапност на светлина, а хлоропластите рековме дека ги има во клетки кои што се изложени на светлина, затоа што тие се места каде што се врши процесот на фотосинтеза кај растенијата, односно места каде што се создава храна. Хлоропластите се зелени. Внатре во хлоропластите има еден зелен пигмент кој што се нарекува хлорофил, па и оттаму зелената боја на растенијата доаѓа од овој зелен пигмент, од овој хлорофил. Овие хлоропласти се многу важни и значени за растенијата, бидејќи при тој процес на фотосинтеза растенијата се единствени живи организми кои што можат сами да се произведуваат храна и таа храна понатаму ја користат за нивни раст и развиток. Вакуолата кажавме дека е исто органела која што има само кај растителните клетки. Таа е во вид на торбичка и поставена е во центарот на самата клетка, запаѓа голем дел од растителната клетка. Исполнета е со клеточен сок, кој што по состав е вода во кој што има растворено органски и неоргански материи. Од досега што ги имате знаењата за градбата на животинската клетка, како и од овој час за што се запознавте со градбата на растителната клетка, веќе можете да направите разлика и да видите кои градбени делови се одлика, односно се карактеристични само за растителната клетка. Тоа е значи вакуолата, хлоропластите, скромните зрнца или зрнцата со резервна храна и клеточниот ѕид. Овде имате слика од модел на растителна клетка, направена од магичен песок на часовите по биологија и ајде сега да ги именуваме и да ги повториме градбените делови на растителната клетка. Значи тоа е клеточната мембрана, клеточен ѕид, јадро, хлоропласт, вакуола, митохондрија, ендоплазматичен ретикулум и рибозомите, Голги системот и ева тука цитоплазмата. И за крај, значи имате тука една табела во која што треба да вршите внесување на градбени делови на растителна и животинска клетка, значи во левата колона ги внесувате основните градбени делови на растителната клетка, во десната колона основните градбени делови на животинската клетка и на крај да направите разлика помеѓу тие градбени делови на двете клетки. Ви благодарам на вниманието.